Ако одам во Битола, ќе прошетам по широк сокак, а на дембел чаршија кафе ќе се напија. Младо смило ќе си споминјам. Мори моме како да речам, за Солуна, за Стамбола не ја не давам. Ако одам во Битола, ќе наречам до 3 пајтона. Први мене ќе носи, в други чалги ќе свират, в трети товар, мерак ќе носам. Мори моме како да речам, за Солуна, за Стамбола не ја не давам. За Солуна, за Стамбола, Битола не давам. Филмскиот живот во Битола не може да се оддели од делото на Милтон Манаки. Заслужува посебно внимание фактот дека еден битолчанец, Манаки, уште во 1905 година започнал да снима со филмска камера, што се всушност првите почетоци на филмското снимање на Балканот. Првите кадри направени со филмската камера се од приватниот живот на фамилијата на Манаки. Понатаму следат разни други настани од животот во Битола, за одбележување што го снимил еден вид како документарен филм доаѓањето на султанот Решад во Битола во 1911 година, што се смета и за едно од најзначајните дела на Манаки. Меѓу двете светски војни, кога дојде до засилен развој на филмската уметност, Манаки останува верен на својата документарност и филмски хронолог на настаните од сите области на животот: културата, уметноста, политичките и воените настани, народните обичаи, фолклорот. Сето тоа дефилира на неговите документи. Во историскиот архив во Битола денес се чуваат како посебна реткост фотографските плочи, чиј творец е Милтон Манаки. Неговото име го носи една институција на младите битолчани, киноклубот Милтон Манаки, а во Скопје киноклубот Камера 300. Филмовите на Манаки се чуваат во Државниот архив во Скопје. Јас сум еден од основачите на киноклубот, денеска студио Милтон Манаки, иначе беше само Милтон Манаки. Формиран е неколку месеци пред смртта на Манаки. Односно на 12 јануари конкретно е формиран клубот на едно годишно собрание, а иначе со активност веќе беа започнати активностите околу едукација на филмската уметност уште во септември 63-та година. И ние курсисти тогаш веќе при крај на едукацијата во филмската уметност беше во Работнички универзитет и таму беше формиран во суштина тој клуб. Отидовме кај Манаки. Прво рековме да го носи неговото име, но според одредени законски процедури не смееш да ставаш име на било каква асоциација додека е човекот жив. Но знаејќи дека тој е болен, и ние отидовме кај него дома да го прашаме. Ние на делегација, 3-4, и го прашавме: Чичко Манаки, дали сакаш клубот да го носи твоето име? Иначе тој доаѓаше ни држеше по некој час, така по почетокот, кога му беше можен. Како не, вели? Сакам. Нека бидите, нека го носи моето име. Ама слушате ли, че да на аманет ќе ви дадам. Правете што ќе правите, да бидете пославни од мене, не да останете долу, вели. И навистина, ние се трудевме во рамките на можностите и на финансите да навистина работиме. Работевме на планот на едукација на филмот, образувавме голем број на едукатори, односно филмачи, така наречени, да ракуваат со тогаш филмски камери, некако сега овие електронските камери. И навистина излегоа многу кадри кои денес се работат по разни телевизии, филмски куќи и така натака.
Се споменува дека во 1906 година во салата на хотелот Шарк во Битола некој си италијанец Пиетро Чинези прожектира први кратки филмови од типот на бурлески. Чинези дава представи цела недела. Публиката сладко се смее. Присутни се и дипломатите. 3 години подоцна, откако на театарот на Широк Сокак му е извршено доградување на сцената, повремено прикажуваат филмови браќата Ташко и Коста Чомовци. Во периодот од 1909 до 1914 година, битолчани најмногу гледаат филмови од француско и шведско производство. Во текот на Првата светска војна, во Битола оваа дејност престанува. Прва специјална сала за прожектирање е искористена од браќата Јанаки и Милтон Манаки на Широк Сокак. Киното свечено е отворено во јануари 1922 година со филмот Јавач без глава, кога била ангажирана и италијанската артистичка двојка Вера и Марио Монтелуцови, заради забавување на публиката во паузите. Порано, браќата Манаки во 1921 година на истото место отвораат прва кинобавча. Таа била прва не само за Битола, туку можеби и за Југославија. В 1977 година се формира друг клуб во нарно-техника и тогашните структури градски вршеа притисок да се двата клуба споиме. Сето тоа настана после 80 година, се споивме, настана еден клуб од името Студио Милтон Манаки и како таков делуваме сега во рамките на нарно-техника. Од тогаш до сега клубот и порано има создадено многу вредни и важни документи од историјата на Битола, разни посети, разни средби, но за жал голем број на таа филмска документација исчезна со пожарот кој настана во работнички универзитет пред 20 години. Нешто остана, али нешто поголем број е веќе изгорен. Нешто е депонирано во кинотеката, тоа што остана. Но желбата моја, лична моја желба беше да направиме некој белег. А тој белег прв беше организацијата на големиот сегашен фестивал Браќа Манаки, како што кажа, сум еден од зачетоците во организирањето на една филмска манифестација. Но не останав само на тоа. Благодарен на разбирањето на раководството во Народна техника, тогаш се одлучивме и во киноклубот, се одлучивме да организираме прво фестивал на ниво на држава, тогаш бевме веќе држава, Република Македонија, 1992 година, и да организираме еден така наречен државен фестивал на документарни филмови, бидејќи самиот Манаки беше документарист и ние рекоме на документарни, бидејќи постоеа и други фестивали, али сепак бевме ние така. И така почнавме. Прв кинооператор во сопственото кино бил Милтон Манаки. Меѓутоа, се уште во градот недоволно развиена љубовта за филмот. Тој западнал во криза и бил принуден салата и апаратурата да му ја отстапи на Ристо Зерде, богат прилепски наследник и прв македонски филмски артист. Во 1926 година ја толкува насловната улога во комедијата Тие двајцата, првенец на Југославија филм во Загреб. Повремено се даваат кинопредстави и во театарот. Во 1934 година е изградена нова киносала во склопот на хотелот Грант. Двете специјални киносали имаат по околу 300 седишта. Во 1936 година Ристо Зерде го отвора модерното кино Корзо, а во 1938 година во театарот заработи кино Балкан, собственост на Пемовци. Киното Корзо на Зерде изгорува 1939 година. Првиот тон филм во вистинската смисла во Балканот е прикажан во 1936 година за време на окупацијата во Битола. Работат две киносали, Балкан и Македонија.
Втората година загризав малце пошироко, го направи фестивалот со меѓународно учество. Поканив неколку мои добри познавачи, пријатели, филмаджи, да ми пуштат по еден-два филмови, така да ја проширивме квотата на филмови со меѓународно учество. И следната година реков одам на интернационален фестивал. Така да, од третото издание на фестивалот, веќе еве од 20 години, фестивалот се одржува 23 поред годинава, 20 години фестивалот е интернационален. И кога прв пат јас им саопштив на раководството во Скопје, се зачудија како гризиш така одеднаш. Јас реков одам и нема да не се враќам назад. И навистина, еве како што можеме да видиме, во овие 23 изданија, навистина бројот на филмови кои ни доаѓаат нас од странство од ден на ден се зголемува. Бројот на земји кои ни испраќаат филмови се зголемува. Веќе ексклузивно можам за вас да кажам дека деновиве го определивме и жирито на фестивалот овогодишен, 23 поред, кој ќе се одржува од 27 до 31 октомври, со тоа што свеченото отварање ќе биде на 30 октомври, а жирито ќе биде во состав Стеван Сидовски, наш познат доктор на науки и филмски работник, понатаму Станимир Трифонов од Бугарија, професор на факултетот за филм во Софија и Благоевград, Божидар Недерковиќ од Белград, исто така признат и познат филмски режисер, документарист, творец на многу вредни документаристички дела, Димитриос Павлидис од соседна Грција и нашиот режисер Благојче Божиновски, кои ќе ги прегледат сите пристигнати филмови кои ќе дојдат заклучно со 20 октомври и ќе одлучат кои филмови ќе ги понесат наградите и кои филмови ќе бидат во званична програма. Кон денешново издание можам да речам дека веќе почна да пристигнуваат, веќе имаме 20 на филмови пристигнати од многу земји кои што во изминатите години ги сме ги немале. Индија, имаме годинава од Индија. Баш вчера еден мејл ми испратија од Египет и тие сака да испраќаат. Ние му велиме слободно, праќајте, нема проблем. Само се праша дали може должината да биде поголема. Не, викам, извинете, пропозициите ни се 15 минути и на тоа и тие ќе ни ги испратат, ќе ги коригират нивните дела и ќе ги направат од таква дименсија. Милтон Манаки е роден во 1882 година во малото село Авдела во близина на градот Гревена, во влашко имотно семејство. Родителите се занимавале со сточарство, како и со финансиски трансакции, кредитирање, што ќе го зголеми нивното богатство и ќе допринесе за нивниот лагоден живот. По завршувањето на основното училиште во родното место Авдела, Милтон се запишува во романската гимназија во Јанина. Меѓутоа, младиот и темпераментен Милтон не покажува некој посебен интерес кон учењето и ја напушта гимназијата со незавршен втор клас. Родителите го испраќаат во Гревена да учи занает, но и таму не покажува некој посебен интерес. Добрата материјална положба во семејството му овозможува на младиот Милтон времето да го поминува играјќи табла и со коњите кон кои негува посебна љубов. Во 1898 година неговиот брат Јанаки отвора фотографско ателје во Јанина и почнува професионално да се занимава со фотографија. Бидејќи истовремено работи како професор во романската гимназија, Јанаки го повикува помалиот брат Милтон за да му помага во фотографското ателје. Набргу, по доаѓањето, Милтон ја заменува својата љубов кон коњите и таблата со љубовта кон фотографскиот занает. Тој ја изучува фотографската вештина и за кратко време и станува мајстор. Покрај усовршувањето на уметничката фотографија, Милтон со својот брат ги бележи историските настани кои во тоа време се редат како на филмска лента.
често бе во неговото ателје на Манаки. Бидејќи живеев на Корзо, близко ми беше, живе во непосредна близина, кај што е денеска хотел Тепинал, таму ми беше куќата, а Манаки живееше 100 метри подолу. И не ми беше тешко и стално одев кај него, се интересирав за неговите фотографии и стално беа изложени неговите фотографии во таа, кај што е денеска Канела, сладкарицата, таму беа изложени и ги гледавме. Светеше на голема сијалица од 500 свеќи, што викаме тогашни, и стално осветлена, и тука ни кажуваше тој смешки. Многу шегаџија беше. Има многу вицови. Јас имав собрано скоро 100 анекдоти за Манаки, но таа тетрадка што ги имам запишано ми изгореа во пожарот. Нешто и ги имам, некои анекдоти. Еве ќе ви кажам сега на анекдота за него. Изнегва неговата сопруга на балконот. И вика: Манаки гори, Манаки гори. Та не знаеше чисто да зборува македонски. Влашки претежно зборуваше и грчки. И Манаки гори, Манаки гори. Први што слушна, тоаш немаше мобилни. И викна пожарна. Абе не Манаки гори, оган глата, глата оган вели, глата оган. И така една смешка за него. А има и многу такви анекдоти. И јас често пати кога беа овие југословенските средби на филмаджи, некој што ги слуша тие анекдоти, следната година кога ќе дојде нови некој, ајде Степане, дај кажи му нови смешки анекдотите со Манаки. Така да беа, многу беше човек комуникативен. Често се дружеше во кафаните и играше табла, многу играше. Кога ќе губеше, стално се нервираше. Али здравјето му ослабе, беше диабетичар голем и, како што реков, 64 година на 84 години, 3-4 години почина, али вредното негово дело денес се чува. Филмското дело се чува во кинотеката на Македонија, денеска е дигитализирано, а фотодокументацијата денеска е во архивот на Македонија во подрачното деление во Битола. И таму голем број на фотографии се нумерирани, регистрирани, плочи се исчистени благодарение на активностите кои ги има Министерство за култура, односно е еден фонд кој што да се сето тоа добро заштити. Во 1905 година браќата Манаки се преселуваат во Битола и отвораат фотографско ателје. Студиото го регистрираат како здружени сопственици под името Ателје за уметничка фотографија, за разлика од Јанина, каде тоа се водело само на Јанаки. Во овој период, Битола е важен политички, економски и културен центар на Балканот. Милтон и Јанаки со фотоапаратот ги регистрираат историските настани, а напоредно ја усовршуваат уметноста на фотографијата. Тоа и на двајцата ќе им донесе меѓународни признанија. Во 1906 година браќата учествуваат на големата меѓународна изложба во Букурешт, од каде се враќаат со златни медали и со титули на дворски фотографии на кралот на Романија Карол I. При посетата на летната резиденција на романскиот крал во Синаја, тие биле назначени за официјални фотографии на кралското семејство и направиле фотографии на кралот Карл I и кралицата Елизабета. При посетата на Лондон, Јанаки Манаки го купува 300-тиот примерок од серијата Биоскоп, произведен од компанијата Charles Urban Trading. Оваа фамозна камера 300 која Јанаки ја испраќа на брат му Милтон во рацете на младиот влюбеник на фотографијата, се претвора во инструмент со историско значење. Од тој момент започнува историјата на балканската кинематографија. Под водство на постариот брат, кој е ликовно образован и кој се грижи за уметничките и естетските вредности на нивните дела, Милтон Манаки снима на терен и во ателјето или пак ги обработува фотографиите. Првите подвижни слики браќата Манаки ги прават во родното село Авдела. Тие ја овековечуваат нивната 114 годишна баба Деспина, како ткае заедно со други ткаачки од селото. Со овој документарен филм, браќата го започнуваат огромниот богат кинематографски опус кој е сведоштво на своето време. Види, 110 години е од камерата. Од првиот филм Предачки, тоа е една обична етнолошка, можам да речам, документација. Односно, припремата околу
правењето материјал за правење на килими, на теписи, на јамболи и така натака. Односно, правење стварање на артикли. И сите негови филмови во основа се историски документи, некои се од верска основа, затоа што тој ги регистрираше сите верски обичаи, почнувајќи од Водици, Божик, Великден, карневали, па свадби на видни личности, посети разни во Битола. Позната е неговата репортажа за посетата на султанот Решат Пети, која навистина е една репортажа која е направена од 28 минути. Тоа е долга репортажа направена. Тоа е просто да се чудиш со таква камера, тогаш да се направи таква репортажа. Исто така интересна репортажа е направена од погребот на митрополитот Емилијано во Гревена во Грција. Тој беше ликвидиран од страна на андартите во Грција и целата снимка е направена, исто така трае некако околу 20 на минути, од целокупното погребение негово низ градот, литијата низ градот, движењето и сите тие активности, верските, и тој филм по барање на градоначалникот на Гревена, јас им помогнав да му се даде една копија со одобрение на Министерството за култура, бидејќи тој е културно благо, да му се даде на градот Гревена како спомен од тој настан. Значи, можам да речем дека богато е творештото на Манаки. Ако ги седнете да гледате филмовите, сите негови во тоа CD издание, ќе видите навистина вредни работи со таква камера, со камера која што рачно се движеше. И кога го прашавме Манаки, добро Манаки, како знаеше да ја вртиш рачката на одреден ритам? Рече, си најдов една песна, влашка, рече, и по неја си одев, си вртев, рече, си ја пеев песната, рече, и си ја вртев рачката и точно ги најдов ритамот на тие 18, 20, 24 слики во секунда. Така, затоа кога се репарираше филмот, дигитализираше, се одеше слика по слика да се добие таа раздвиженост на сликата, да нема брзодење или спородење. Оти може да се случи тоа. Затоа во таа форма на дигитализација многу важно е како ќе се пристапи. Али сепак мајсторско се направи од страна на кинотеката и во лабораторијата во Будимпешта, каде што е изработена сета таа работа, навистина е вредно и капитално дело на македонската кинематографија, односно на кинотеката, која што исто така ги дигитализира и други наши вредни филмски остварувања. Вистински процут кинофикацијата во градот забележува по ослободувањето. Македонија почнува да прожектира филмови уште во 1945 година. Во 1947 година е изградена киносалата Трудбеник. Истата година е прикажан и првиот југословенски филм Славица. Потоа следуваат првите македонски филмови Фросина со артистката битолчанка во насловната улога Мери Бошкова, Волчја ноќ, во кој неколку забележливи улоги остваруваат неколку битолски артисти, меѓу кои Трајко Чоревски и браќата Димчи и Јацо Стефановски. Потоа доаѓаат големите спектакли Мис Тон, Солунските атентатори, Македонска крвава свадба. Во меѓувреме, двајца битолчани, Димитрije Османли со филмовите Мирно лето, Мементо, Девојките од Мали и Седумте од Папратник и Љубиша Ѓорѓиевски со филмовите Планината на гневот, Републиката во пламен, се истакнати режисери на Вардар филм во Скопје. На 23 април во салата на тогашното кино Трудбеник беа одржани првите
Манакиеви средби. На тие Манакиеви средби беа презентирани 3 важни сегменти. Проекција на филмови од видни кинематографери, сега како што ги викаме иначе сниматели, реферати за улогата на камерата и фотографијата во филмот, и секако имаше неколку изложби од творештвото на Манаки, а најпечатливо беше што беше иницијативата да се прогласи доајен на филмаджите. За прв доајен на Манакиеви сред беше промовиран познатиот филмски снимател Мика Поповиќ, починат сега. Тој беше еден од најистакнатите тогашни југословенски кинематографери, кој навистина во својата биографија имаше многу филмови. За следните Манакиеви средби, вторите така наречени, веќе организацијата си ја зеде кинотеката заедно со Друштвото на филмските работници и се подобро организираа. Тука секако влегував и јас во таа организација, подпомогнат во Битола и со останатите, и се наметна да се организира во септември, кога е и роденденот на Милтон Манаки, а 80-та година се прославуваше 100 години од раѓањето на Милтон Манаки. Така да на заедничка свеченост, исто во салата на киното Трудбеник, бидејќи домот се уште не беше готов, се отвори домот 80-та година, но веќе во октомври месец, и се организираја вторите средби. Така да и на тие беа скоро идентични програмите во однос на презентација на филмови од областа на играната, документарната продукција, краткиот филм, Мој најдобар филм, презентира голем број на филмаджи и беше прогласен доајен. Втор доајен беше Благој Дрнков, истакнат македонски фотограф и филмски снимател. Сега тука веќе од третите средби почна да се одржуваат веќе во лелепната сала на Домот на културата, и тука продолжат тие традиции на еден шаблон, но со тоа што веќе почна да се доделуваат плакети. Златна плакета за игран и златна плакета за документарен филм, односно за така наречен краток филм. И за секој фестивал се издаваше и билтен. Во тој билтен, во тие билтени се запишуваа основните постулати за фестивалот, некои размислувања за фестивалот, разговори од фестивалот, тркалезните маси што се одржуваа, често имаше многу такви тркалезни маси, и сето тоа си течеше во една динамика. Се до 91 година средбите беа како југословенски средби. Веќе 92 година средбите не се одржаа, бидејќи со настанатите ситуации во државата тогаш, и не беа одржани како југословенски. Веќе во наредната 93 година фестивалот преминува во интернационален фестивал на филмската камера и го пременува насловот во фестивал на филмската камера браќа Манаки. Од тогаш натаму веќе концепцијата на фестивалот е променета. Со тоа што почнува да се додуваат златни плакети, сребрени и бронзени плакети, односно статуетки, камера 300, за најдобрите филмови на фестивалот. И така, исто така беа прогласувани и најзаслужни филмски работници, кои му се доделува награди за животно дело Златна камера 300. Како што реков, веќе од таа година фестивалот е веќе интернационален и од година на година се повеќе и повеќе ја зголемува својата популарност не само во Македонија, не само во бившите ју простори, него општо и во светот. Сведоци сме на многобројни гости кои доаѓале на фестивалот. Да и набројувам се многу,
познати филмски работници, познати режисери, познати артисти, а пред се најпознати филмски сниматели кои ги правеле филмовите. Затоа што да се прави еден филм на вистина е мајсторија во уметничкиот приод на камерата кога тој се работи. Првиот синемаскоп филм е прожектиран во кино Трудбеник во 1957 година. Тоа е американскиот тоталскоп Земјата на фараоните. Во 1959 година се отвора ново кино Партизан во адаптираната сала за приредби на тогашната учителска школа Браќа Миладиновци. Воедно и Кино Македонија добива универзална киноапаратура за прикажување на филмови од разни димензии. Ако се знае дека годишно за трите градски кина се прикажуваат вкупно по околу 250 филмови, главно премиери, како и податокот дека во нив има вкупно 1752 седишта, иако на овој број се надоврзат 1110 седишта во летните кинобавчи на Трудбеник и Македонија, како и 550 седишта во кината на Работничкиот универзитет и во домот на ЈН, тогаш може да се заклучи дека Битолчанецот пројавувал големо интересирање за филмската уметност. Љубо! Љубо! Љубо, застани, Љубо! Води по крај, јас ќе те ставам. Ајде. Каде вака ми? Как мала бе? Нешто бегаш од мене во последно време. Јас? Бега. Следевте уште едно издание на емисијата Кирилица, посветена на развојот на кино и филмската култура во Битола, градот домаќин на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. До следното издание на Кирилица.